тоа дете. Види сега тоа дете се сврти против вас. Самиот кажуваш, дете е Заза. Ако детето нема атар, неговиот газда има. Ти го занемари тој атар. Јас си платив за тоа што го направив. А тој што го направи, уште не ја плати цената. Председател, имам важна вест. Нашиот човек кој работи кај Заза испрати јавер. Полат Алемдар бил таму. Каква врска има Полат Алемдар со нас? Председателе, очигледно е дека Полат Алемдар дознал од агентот Кара дека сме стапиле во контакт со Заза. Проклети зет. Не разбира збор. Ако почине синот на човекот, и мене ќе ме бара, и тебе ќе те бара. Без да се реши темата на Изет, нема да се контактира со Заза. Каже дека така сум рекол. Како ќе кажете, председателе? Ајде. Вујче, Джемал испрати лабер. Денес бил зафатен, не можел да се сретне со тебе. Заза, еден од твоите луѓе работи за Джемал. Наместо да зборуваш за нашите луѓе, провери ги твоите луѓе. Го застрамивте, вујкови. Полат Алемдар дошол до овде, сме му кажали еден куп зборови. Благодарение на вас, вујкови ги изеде тие зборови. Губете се! Бегајте! Без да го најдете тој што го продаде вујкови да ве нема! Мола ме, Мати. Брат, ја најдов дечеле. Во ред ме, Мати. Го праќам Джакит. Има некоја вест од членовите на организацијата? Не ме, Мати. Разбрах, брат. Јас ќе наминам до едно место и ќе дојдам. Джахит, откако ќе не однесеш во канцеларија оди ке Диџле, прати ја без да те приметат. Во ред, господине. Добре дојдовте, ни направивте чест. Добро ве најдовме. Љубезни сте како и секојаш мете. Колку пати сум ти рекол, не ме пречекуј наврата. Ние од вас научивме за државно воспитание. Повелете ве, молам. Видовте ли што ми направи Давутата Роглу мене, а? Видов. Многу ми беше жал. Во ред тажен е, почина внук му, но не требаше ова да го добиеш за возврат за сите добри дела што ги направи. Срамота е, гревота е. И многу е грев. Што треба да направам, господине? Ти што сакаш да правиш? Ти што и да направиш, ние го поддржуваме, мете. Заврши ерата на Давут. Веќе не е Давут, туку ковчегата Роглу. Ковчегот треба да се закопа, нели? Ковчегот не вреди за друга работа. Не грижи се, господин Шамир ќе го среди него. Шамир, како и секогаш, глуми двојно, господине. Јас ќе разговарам. Ниту Шамир, ниту некој друг
не сака човек кој губи, човек на кој му завршува царство. Оваа работа ќе му ја предадам на Кара. Кара, ќе има ли доверба за оваа работа? Ќе има, господине, ќе има. Ниту моите луѓе не знаат за син му на Кара. Добро, треба да се искористи оваа слаба состојба на Полат Алемдар. Епа, тогаш да го активираме нашето кадро државната служба. Штом и владата и полицијата и судството е против нас, и ние ќе започнеме акција против нив. Да не се противиме кон сите наеднаш, господине. Јас ти велам ли не е моментот да го закопаме ковчегот? Не ми вели ти мене. Сите знаат кои сме ние. И тие што не знаат, нека дознаат. Агенту на Република Турција си го промашил патот. Кажи на Лалезара дека дојдов. Така не се разговара со председателката. Мене кажи ми што имаш. Чекај јас тебе да ти раскажам што ќе й кажам неа. Каде е канцеларијата на Зара? Тргнете се! Спуштете ги пиштолите! Спуштете! Што се случува? Ме мати баш. Ти како да сакаш да умреш? Кажи на твоите луѓе дека ќе разговараме. Јас им кажав не разбираат. Прво спушти го пиштолот. Јас дојдов да разговарам, а не да правам инциденти. Излезете. Посебно ќе плачеш за ова. Председателке, Излезете! Тебе те слуша мемати баш. Каде е Изет? Велиш дека дојде да разговараш, веднаш почнуваш со распит. Изет губи детето на Полат Алемдар. Мемати, не можеш отворено да речеш сакаме помош. Зошто да ви помогнам? Полат Алемдар не знае дека сум дојден тука. Ќе ти дадам се што сакаш. Прво и најосновно, сакаме демократска автономија, мемати баш. Можеш да ни обезбедиш. Ти не знаеш што да бараш. Уште и ми правиш глупави шеги. Да го дадеме Изет не е одлука која можам сама да ја донесам. Да беше така, без да размислам, би убила човек кој е феудалец, непријател на народот како што Изет. Но има нешто што можам да направам за тебе. Оваа тема ќе ја пренесем на указа. Ако има позитивна одлука, ќе ти известам. Така да знаеш. Целата работа е да му го дознаеш местото. Што ја должиш ту? Вие мислите дека организацијата е мала чета како вашата? Единицата со која шефувам јас е друга, а единицата со која работи Изет е друга. Значи и кај вас имало бирократија. Кажи му во на тие каде што ќе одиш, дека ако треба за Изет ќе дојдам дури и до Кандил. Навистина ти рече тато. Бога ми рече Лела. Ме прегрна, ме бакна. Не плаче ми рече. Види ја ти не изе. Да не беше Елив, помислив дека ќе умрам. Дека нема да преживеам денес. Нема да издржам оваа болка. Тој што ја дава болката, дава и трпение, Полат. Си отишла кај Инџи? Лоше е состојбата. Господ нека ја на помош. Како да не е лоша, Лейла? Си велам известно време да не се гледаме.
Да правиме така како што Инџи ќе се чувствува подобро. Да не биде полошо со тоа што нема да се видиме. Ајде да речеме се излажавме. Ке можеш ли да издржиш? Ајде ти издржуваш. Јас ке можам ли да издржам? Па тогаш како ќе биде? Тој што ја дава болката ке даде и трпение. Колеги, како председател на извршниот совет, донесов една одлука. Сакам и ваше мисли. Има предпоставки за повторно започнување на преговори со Турција. Председателе, јас не се согласувам. После случките прикажани во јавноста, РТ нема да сака да преговара со нас. Не ја омаловажува Република Турција. Тие мора да ги решат проблемите со нас, за да станат главни во регионот. И јас мислам како вас, председателе. Ама, гладио агентите кои навлегле кај двете страни, ќе направат се за да ги саботираат преговорите. Токму заради тоа донесов една одлука. За да го спречам тоа, ќе побарам во името на Турција преговорите да ги води Полат Алендар. Председателе, зашто да преговараме со најмоќниот агент на стратешката интелигенција на РТ? Од Полат Алемдар не можеме да добиеме ниту половина од компромисите кои можеме да ги добиеме од друг. Пријателе Джемал, председателот Шахмерен предвидува добра стратегија. Ако Полат седне со нас на маса, ќе го убедиме целиот свет дека РТ преговара со нас. И така ние нема да имаме никаква штета. Туку Полат Алендар. Оваа анализа нема ли да ја направи и Полат Алемдар? Нема друг избор. Мемати дојде кај мене. Рече дајте ни го изад, ке ви дадеме се што сакате. Пријателе Джемал, малку си слаб во аналитичка анализа. Веќе да те гледам на предавање кај Политичката академија. Како што гледаш, ние кога анализираме, ги земаме во предвид сите видови, обштествени, политички, воени, дури и лични настани. Види, Изет, феудалецот што се ке ни обезбеди. Повелете. Донести ми еден чај. Добро. И? Нема ли да раскажеш, сине? Како помине разговорот со Мете? Што да раскажам, мамо? Отидовме, се заблагодаривме. Рековме уште еднаш да не се измачи и дојдовме. Мете што рече? Мамо, и јас да се надевав овакви луѓе, ќе гледав да бидам во добри односи со Батополот. Сине, Полат е друг, Мете е друг. Полат кога е во прашање државата, народот, никого не познава. Заради тоа не можеш да соработува со Полат. Ама, ако се договори со Мете, можеш да направиш многу работи. Ќе видиме. Не ни се брза. Абе, побаравме чај, бе, пола саат помина. Повели. Дојдов кај Пусат. Мислиш кај Пусат Чакар? Да. Зашто се работи? Ке разговарам или со господја Нестрин или со Пусат. Ако сакаш да разговараш, ке кажеш зашто се работи. Стој, ке почекаш. Што ке чекам, бе, се брзам. Чекај ти реков. Ерхан дошол, сака да разговара со вас или со Чакар? Нека си оди, речи дека не се слободни. Стрино, може би има вести за Селви. Уште не разговарав со Пусат за Селви. Не сакам да чуе од друг. Браќа, дај оставете ме. Што е, Реис? Оставете ги Нешто се процедурите, случи? Пусат ми е како брат.
Ерхан дошол да разговара со